на планетата ЗАС. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви ја раскажам сказната што ви ја ветив. Онаа сказна за доживувањата на Биби и Боби на планетата ЗАС. Јеј! Супер! Дома сме! Нема ништо како дома. Но, каде зезите? Навистина, каде се? Аж сакав да ги запознам жителите на ЗАС. Чичко Дедо Мраз од ЗАС? Кои се жителите на ЗАС? Зазулчиња? Па, и зазулчиња и други суштества. И Дедо Мразовци, и Баба Мразици. Но, сега не гледам никој. Загрижен сум. Каде ли отишле? Уште едно зазулче! Што сака да каже? Ова е нечуено. Како се озмелува тие никаквеце? Кој? Што? Сакам да знам. Кажи ни брзо, Чичко Дедо Мраз од ЗАС. Кажи ни брзо. Вселенските пирати! Тие никаквици не претркале без да ги забележиме и стигнале овде пред нас. Ау! И што направиле? Го изкористиле моментот кога сите Баба Мразици и Дедо Мразовци збијат после напорната работа за Нова година и заробиле неколку зазулчиња. Заробиле зазулчиња? Што? Како не им е срам на тие пиратишта? Ке видат убаво. Мораме да побрзаме. Да одиме да ги спасиме. Да одиме. Биби, Боби, Дедо Мраз од ЗАС и двете зазулчиња тивко се прикрадуваа низ зазулската шума. И одеднаш ги здогледаа пиратскиот брод и тројцата страшни пирати. Зошто ги заробиле? И каде ќе ги однесат? Тие нерани мајковци закаат да ги продадат. Да ги продадат? Зазулчињата се скапоцени меленичиња. Скапоцени? Како скапоцени? Па така, секој од нив има некоја моќ. Која е моќта на Зази? Моќ? Зази нема никаква моќ. Освен што е палав и смешен. Ако тоа може да се смета за моќ. Па значи уште е малечок. Ќе видите, во еден миг ќе покаже својата моќ. Сите зазулчиња прават нешто. Може да прават дожд, ветер, да се телепортираат од едно на друго место. И така, разни работи. Вау! Ова е планот. Јас ќе го зграбчам капетанот, Биби и Боби, оној црвениот пират, зазулчињата, зелениот. Договорено! Да одиме!
Видовте ли што се случи, другарчиња? Зази го запре времето! Јеј! Да, тој вистински го запре! Иако за кратко, но доволно за да ги спаси сите! Значи, тоа била моќта на Зази! Потоа се случи нешто уште понеочекувано! На вистина не можам да поверувам дека Зази има моќ да го запре времето. Леле, колку е тоа прекрасно! Многу беше смешно тоа што им го направи на пиратите. Да, но Зази е уште малечок. Неговата моќ е сега многу непредвидлива. Еднаш ја има, друг пат ја нема. Дедо Мраз од Заз, да те прашам нешто. Повеле, Боби, злободно. Зошто зазулчињата се толку различни? Не видов две исти. Па тоа е нормално. И сите деца се различни, нели? Да, баш така. Сите деца изгледаат различно и сакаат различни работи. Навистина, не размислив дека е всушност исто. Полека. Баш е мила. Боби, ова мала зазулка сака да ви се придружи, да дојде малку на земјата во позата на Зази, па ако може да престојува кај тебе. Што мислите? Јепи, може, веднаш дека дојде. И јас сакам да имам моја зазулче. Всушност, зазулка. Леле, Зази конечно ќе има другарка како него. Па тој нема да биде повеќе осамен. Дали јас можам да ја дадам име на мојата зазулка? Се разбира. Како сакаш да се викам? Сакаш ли ти да се викаш Зина? Зина и Зази! Јеј! Јепи! Ох, колку беше интересно. Биби и Боби останаа уште неколку дена на планетата Заз. А потоа, Дедо Мраз од Заз го подготви својот вселенски брод за да ги врати на планетата Земја. Знаеа дека ќе им недостига оваа прекрасна, таинствена планета на која живееа сите оние различни зазулчиња во секакви бои. И секој со своја посебна моќ. Планетата на која се беше толку шарено, толку весело и толку нјам вкусно. Планетата од каде што доаѓаа сите подароци за децата од целата вселена. Но, веќе беше време да си одат дома. Да, дома, каде што ги чекаа старите пријатели. Се разбира и нови сказни и авантури. До видување, другарчиња. Се гледаме повторно во нова сказна. Чао!